Дом на германскиот гигант Бајерн Мюнхен, Мюнхен арената е една од најпознатите фудбалски арени во светот и соодветно место за воведниот надпревар на Евро 2024 година меѓу Германија и Шкотска. Стадионот со 67.000 седишта беше домакин на надпревари од големо значење во минатото, вклучувајќи ја и полуфиналната победа на Франција против Португалија на светското првенство во 2006 година. Покрај воведниот надпревар, Мюнхен ќе биде домаќин и на осмина финалето и полуфиналето на ова европско првенство. Арената Шалке се наоѓа во Гелзенкирхен, кој е 11ти по големина град во Германија. Тоа е дом на седумкратниот шампион Шалке и ќе има капацитет од 50.000 за турнирот. Одликувајќи се со покрив што може да се повлече и терен што се извлекува, стадионот може да се користи за повеќе спортови и да биде домаќин на надпревар во биатлон на крајот од секоја година. Арената Дизелдорф е една од помалите места за турнирот, но сепак може да се пофали со капацитет од над 40.000. Фортуна Дизелдорф, која игра во втората лига на германскиот фудбал, своите домашни надпревари ги игра на стадионот кој се загрева, гарантирајќи внатрешна температура до 15 степени. Стариот град во Дизелдорф сигурно ќе биде популарен меѓу гостинските навивачи со преку 250 пивски градини и ресторани, што доведува до неговиот опис како најдолгиот бар во светот. Стадионот Лајпциг, дом на Бундеслигашот РБ Лајпциг, има капацитет од 42.000 луѓе и има најсовремен покрив. Отворен е во 2004 година, откако е повторно изграден во школката на стариот Зентрал штадион, најголемиот стадион во поранешна источна Германија. Дом на Херта Берлин Олимпија стадион е најголемото место на турнирот со капацитет од 70.000 луѓе. Тој е домаќин на секое финале на германскиот куп од 1985 година, како и на неколку надпревари од висок профил на континентална и меѓународна сцена. Берлин беше домаќин на финалето на светското првенство меѓу Италија и Франција во 2006 година. Стадионот во Келн има капацитет од 47.000 луѓе и ќе биде домаќин на 4 надпревари од групната фаза плюс осмина финале. Стадионот беше реконструиран за да се организираат надпревари на светското првенство во 2006 година и од 2010 година е редовно место за финалето на женскиот куп на Германија, како и домаќин на американски фудбал, хокеј на мраз и музички концерти. Дортмунд е трет по големина стадион на турнирот со капацитет од 66.000 луѓе. Домот на Борусија Дортмунд е еден од најпознатите стадиони во светскиот фудбал поради неговата позната трибина Жолтиот зид. Стадионот беше домаќин на серија надпревари за светското првенство и Европа во текот на годините, вклучувајќи го и финалето на Купот на УЕФА во 2001 година помеѓу Ливерпул и Депортиво Алавес, кој англискиот тим го доби со 5-4 по продолженијата. Франкфуртската арена беше отворена во 1925 година и беше домаќин на надпревари на неколку големи турнири, вклучувајќи го Европското првенство во 1988 година и Светското првенство во 2006 година. Домот на Ајнтрахт Франкфурт ќе биде домаќин на 4 надпревари во групната фаза и осмина финале. Арената во Штутгарт има капацитет од 54.000 луѓе и ќе биде домаќин на 4 надпревари од групната фаза плюс четврт финале. Ова ќе биде првиот голем фудбалски турнир што ќе се одржи исклучиво во Германија по светското првенство во 2006 година, кој предизвика бран од ентузијазам низ целата земја и со задоволство се памети како летната бајка. Европското првенство 2024 година се одржува од 14 јуни до 14 јули 2024 година со учество на 24 европски селекции на 17-тото издание на турнирот. Финалето е на 14 јули во Берлин.